Добродојдовте во уште едно ново издание на Сергеј Reinvented. Што ќе гледате денеска? Ќе погледнеме индустријата за убавина, ќе погледнеме мода, ќе погледнеме модни катастрофи, ќе погледнеме што има у плакарот на Кека и ќе одговорам на сите ваши прашања. Добродојдовте во делот индустријата за убавина. Ова сега нема да ми треба. Често добивам прашања за негата за коса. Кои производи да ги користите, какви производи да користите, какви коси имате, специфична работа. Денеска сакам да ви дадам одговор на темата како да ја третирате плавата коса, ако сте блондинка или ако сте бланширана. Истовремено, да не одговарам у Q&A, често добивам прашање како мене косата ми е толку бела и што правам. Јас на мојата коса го правам тоа што е апсолутно недозволиво, тоа е ерес, што јас го правам на мојата коса. Тоа не сме никој да го прави. Јас го правам заради тоа што сум свесен на одреден степен на ризик. Меѓутоа, едно е да избланширате косата или да изфарбате плава, меѓутоа тековно одржувањето на плавата коса е тука лежи, што би се рекло народно, зајакот. Плавата коса, дали е со фарба или дали е со бланш, е многу сензитивна работа. Треба да сте свесни дека кога косата ви е избланширана, бланшот е најагресивниот фризерски третман. По-агресивна метода за вашата коса не постои. Што прави бланшот? Го вади пигментот од вашата природна коса. Дали сте темни, дали сте бринета, дали сте кафени, дали сте смеги. Бланшот го вади пигментот. Што значи вадење на пигментот, вашето влакно за коса да стане ваква пероксидно бела? Се што е живо во вашето влакно, бланшот го убива. Значи косата вас, односно мене, косата ми е мртва, косата ми се успокои. May I? Oh, thank you. Сега, пошто косата е успокоена од преагресивно третирање, меѓутоа сакате да сте блондинка, сакате да сте крлеуша, сакате да сте некоја Мерлин Монро, сакате да сте некоја Мадона, сакате да сте некоја Марлене Дитрих. Апропо нега на бланширана или осветлена коса, дали е фарбана или е со бланш, или е шатирана, или се бајалажи, какви и да се техники, често ги гледате на реклама оние пурпурни шампони. Сега јас одбрав неколку варијанти, и поскапи и поевтини, кои што имаат функција. Ќе ви покажам, имам тука на Балеа Silver Glance шампон. Овој не е толку пигментиран, малку е по-лајт и може да се користи на секое миење, што пурпурниот шампон во принцип не треба да го користите на секое миење. Го имате пурпурниот шампон на францускиот бренд Kerastase, поскап производ. Сега, што е работата со овие два производи? Јас ги користам долго време. Линијата на Kerastase ова и овие мене у суштина ми ја имаат спасено косата сега за сега. Често ги мешам, го мешам Kerastase со некои од овие драгстор производи од различни причини. Многу е јак, многу е пигментиран. Самиот шампон по себе. Ако се миете на секое миење, можете да добиете оној виолетов тон, што не сакате да го имате, или на места каде што е пребела косата, шампонот да ве обои заради тоа што е јак. Меѓутоа е исклучително квалитетен како структура. Маската е исто така многу јака, многу пигментирана. Ако ја оставите неколку минути, ќе ви даде дури и друг тон. Јас со овие две работи, во суштина не ставам тонер, со овие две работи го постигнувам ефектот на пероксидно бела коса. Сега, од истата линија, Kerastase, го имаат овој travel set. Сега, која е работа? Тука имате clear шампон. Што е фората? Ако се миете на секое миење со овој шампон, ќе станете виолетови. Тој ќе го неутрализира жолтилото, меѓутоа ќе ве обои. Така да препорачливо е од Kerastase преку едно миење да го користите clear шампонот, што е исклучително наменет за повторно бланширана коса. Ова зборувам за линијата Absolute Blonde, што е фантастична како формула. После нормално продолжувате со негата на коса. Еве гледате, ова го имам исто така потрошен. Ова се става од кога ќе ја измиете косата и не се одмива.
Во меѓувреме, значи комплицирана е блонд рутинава на Керастаз Блонд Absolu, после тонирањето на маската, ставате од оваа цитоплазма. Све се ова хранливи материи, кои што на долга стаза, ако ги практикувате, прават вашата коса да изгледа поздраво, да го врати пигментот што сте го успокоиле, бланширајќи, косата да изгледа поздраво и поживо. И не е дека ова го препорачувам само за бланширани коси. Ова го препорачувам за сите што се блондинки, заради тоа што кога сте блондинка, косата има тенденција после втората недела, после 10-тиот ден да пожолтува. Природно е, нормално е. Меѓутоа, на овој начин, со шампоните, технологијата на која што се направени, состојките што ги имаат во нив, не дозволува косата да изгледа жолто, излижано и светвено. Него го враќа сејат, го неутрализира жолтилото и ја негува и ја третира. Ги имаме и овие драгстор варијанти, кои исто така вршат функција во тонирањето на косата. Го имаме шампонот на Шварцкопф, Глис, со соодветен балзам. Исто е силно пигментиран, многу е јако пигментиран, слично како керастазот. Одлично ја врши функцијата, дава многу сличен ефект. Јас, пошто сум ги конзумирал и едното и другото, моментален ефект имаат и двата. Меѓутоа, на долга стаза, зборувам ако сте долго време блонд, имајте го ова за секој случај. Меѓутоа, како фул, комплетна нега, јас го препорачувам сепак керастазот со комплет нега на коса. Заради тоа, миењето на коса кај мене трае некогаш и повеќе од 30 минути. Тоа е. Али, плавушите поише се забавлjaат. Се гледаме во следната рубрика. Чао! Денеска, во делот за светска мода, сакам да видите кои фустани оставија најголем впечаток на црвените килими во наводници или кои фустани кренаа највеќе галама во текот на 2021 година. Идеме прво. Имаме Дженифер Лопес во Венеција, во дизајн, креација на Долче и Габана. Исклучителен дизајн со многу детали, перфектен материјал, перфектни бои. Кај Джени ова From the Block проаѓа без. Next имаме уште една слика на истото издание. Одличен е тоа, како се вика тој, таа наметка, искомбинирана со Долче Габана круна, менгиши, торбичка, соодветен накид, панталоните. Погледнете, драги гледачи, каква линија на фигура и прават панталоните со висок струк, ако се доле подкусени. Ама не изгледа натискана као апотекарско шишенце, него изгледа перфектно. Следно што многу остави впечаток е. Леле, драги гледачи, Зендеја, чак. Вака се прави тоа, чак. Зендеја у креација на Балман. Тој нюд кожа боја фустан, што личи како да е мокар, а при тоа е намерно направен да изгледа така, во тие нюд салонки, со мокра коса, која што одговара на мокриот фустан, и таа булгари грлица со тој зелен, сврте од столов од Зендеја, да видиме next. Леле, драги гледачи, ова е чак. Ова е настегам се и правим хаос на Зендеја и фучи. Ова е кога сте свесни дека добро изгледате. Апсолутно еден од фаворитите што се појавија на црвениот килим 2021 година. Што имаме следно? Штрак. Скулптура. Зборев. Фигура. Као Оскар статуетка, ама женско. Перфектно изгледа. Креација на Донателла Версаче. Ова е многу тежок материјал за работа. Кој го видел во живот, станува збор за метал. Значи, тоа се ситни метални парчиња кои што се споени во едно. И заради тоа изгледа како што изгледа. Ова е тешко. Пред се да се носи, тешко е како килажа тој фустан.
делот кај градите, кај стомакот, кај куковите, за да го отцрта вашето тело, тој материјал што при тоа се лепи за вашето тело, одоздола мора да е совршено скулптуриран, односно налепен во таа форма, заради тоа што е и сензитивен и може да се скине. Next. И имаме Анџелина во истиот фустан, од друг агол, ја рефлектира совршено светлината и кога ќе се појавите на црвениот килим, поготово со тоа лице и таа линија на тело, оставате впечаток како да не сте од овој свет, односно како да сте божица. Огромна галама се крена за истиот овој изглед. Што имаме следно? Next. Да, дефинитивно. Catwoman, Batwoman. Ким Кардашијан на Мет Галата у фул Баленсијага. Веројатно беше една од најзборуваните и најкоментираните изгледи во 2021 година, како што се појави на Мет Галата. Next. Еве на Мет Галата со фантомката на Никола, исто во дизајн на Баленсијага, на најгламурозниот настан, меѓутоа привлече големо внимание претходната фотографија. Драги гледачи, толку е се совршено, црно, се е црно, црни наочери. Меѓутоа, како е тоа изведено? Како е тоа, ја прати линијата на телото? Со тоа што се влече позади нејза, со тие чизми како чорапи, ролката. Тука има една цела приказка која што сиот моден свет го остави буквално. Вау, Ким, браво. Next. Next беше Бела Хадид у Скапирели. Прелуксузен бренд. За Скапирели ќе збориме друг пат. Скапирели е за многу блинк, многу кеш, многу. Тоа деколте, тој фустан црн, што е збогатен врз градите со тој златен, линијата на Бела Хадид и фигурата не ја коментирам, тој златен аксесуар, next, безценето. Дрва, свртени на опачки, направени како бели дробови. Перфектен изглед, привлече многу внимание, надополнет со исклучителни обетки, со совршен мејкап. Замислете, драги гледачи, она нема ништо, она има само една дупка. Замислете вие да имате ваква дупка хаљина шо ќе си ставите, сигурно нема да најдете вакво парче, а и не е за секого и не е за секаков тип награди. Меѓутоа, браво за овој изглед, се крена голема галама, остави голем впечаток на Канскиот фестивал. Браво за Бела Хадид и за изборот. Тие се тие 5 изданија што 2021 година по мене беа највпечатливи. Сигурно има други, веројатно сум заборавил и некој. Ако има нешто што ви се допаднало, слободно можете да ми пратите и да го прокоментираме понатака. Меѓутоа, првите 5 на кои што мене ми текна беа овие за кои што зборувавме. Сега одиме во делот за модни катастрофи. Каде се наоѓаме? Се наоѓаме у делот за модни катастрофи. Многу задрпнати, драги гледачи. Многу сакаат да бидат модерни, знаете колку сакаат да бидат модерни? Многу сакаат да бидат модерни, ама што толку многу сакаат да бидат модерни, уште по-многу се дрпнати. Да видиме што имаме. Погрозна боја од помаранџаста нема. Ич не ја сакам таа боја. На Дженифер Лопез до душе ми се допаѓа како стои. А што е со огледалцава? Кој ги редеше по Робичево? Дали Робичево е пола материјал немала за цел фустан? Дали имала само за пола фустан или видела нешто? Не. Она видела нешто. Она, драги гледачи, она видела некоја си креација, 2, 3, 5, 7 креации и она отишла кај некоја тргачка, кај некоја шивачка, кај некоја баба, кај некоја мајка, кај некоја тетка, кај некоја вујна, кај некоја стрина, кај некоја нешто и рекла, слушај ми вакво исто да ми биде. Гледам исто ти е, не знам на што ти личи, на ништо. Што е со овие како огледалца од фолија тука наредени? Што е со рукавот? Делот, кешлицот, голиот дел, со ми изумира. Косата, мејкапот. Кој звони?
Ало! No! God, please, no! 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 Next, ја не можам више. Next. Никола! Ти си специјалист за овие што прават вака. Ние ќе дадеме джокер зелена, ама од зеленава пута 3. Така стои, тој постои си тука. Бундосана. Катастрофа. Значи крзното ви е аут. Како да ви кажам, што сакате, носете како сакате, изгледајте, меѓутоа, а тука е нешто, она е као израдувана, а уствари е као преплашена, као да искочил нешто позади врата и ја исплашило, се насмеала, а умеѓу време облекла мртва животиња. Шо е ова со боди, нешто глупости ово, она, за ова џаби, вакцини и не вакцини, нели на? Ау, кралица купатила. Полека бре, па ти све ќе бутнеш. Не бев јас, ти беше. Кралица купатила. Кај одиш сега? Од оваа страна. Леле, драги гледачи. Што има позади нејзе? Што е тоа? Ама она на сушарата за раце си го суши задникот, пошто така се наместила. Пошто и фучи, драги гледачи. Не и фучи у купатил. Она направила физиолошка потреба, се замила и се клакнала под сушарата да и се издува задникот. При тоа си ставила рака во вакво, си откопчала деколте, гаранти тука си се освежила. И затоа, еве ти, 3 пати по 3 помаранџести. Next! Колко е бедната, драги гледачи. И Никола се откажа. Не може више. Мора да прилегне. Таа уста, тој мејкап, таква коса, значи таква поза, ова е катастрофа, никој не се шминка вака, не изгледа никој више вака, ова е скроз аут. Чека се јавам на таа. Ало! Да, next. Натискам се и правим хаос. Тоа е. Зашто морате да као да ви се оди у WC, физиолошки потреби да правите? Зашто? Као сега, како да ви кажам, ја да се сликам со... Како? Што е работава? Гледајте ме, чудејте се ли од позади или... Дај да ја видам уште еднаш кај ше натискана со чизмите. Па земала некој Лагерфилд чантиче демек. А уствари, како она изгледа од напред? Драги гледачи. А видете ги градите у тие корпи. Од оздола оне има некој веш, има некој сатенски, што се ве гачурдачи. Што е? Па имаат некои ствари на нив. Сидра. Леле, колко е натискана, па ставила лоша шминка. Косата како коса не е лоша, али толку изгледа елчипо да е тоа престрашно. Next. Расчепатила се! Расчепатила се, драги гледачи, и оваја. Не сакам да кажам што може да направи тука. Она може да дрпне плажата. Она ако постоила вака, а од тука, расчепатила се, као да се ушинала, као така да останала за секаш, као да е кукла скршена. Она толку се бендисала да на оваа позиција она си ставила многу фотки. Гарант на тоа, после на плажата имало тамо дупка, немало песок, немало камења, што имало и кај ги однела камењата, тоа она си знае. Овде се тушира. Ама овдека така изгледа покрупничка, као да и се утиснале камењата што ги собрала од плажата и погрешно да се распоредиле, али тоа не ја спречило да се настега у чак поза и да се слика под туш. Као, а тамо, у тоа грмушките, кој знае што ја гледа, од тамо ја гледаат некои предатори. Дјаволот у деталите. Еве, а пак, драги гледачи, прави дупка у водата. Она оди контра водата. Водата не ја буткал и се враќа на водата. Водата ја буткал и се враќа на водата, ама би така со ноџињата. Дуген, кој е?
Ало! Duge noge za igranje, vitko telo za gledanje. Ма какви дуги ноги, каков Никола, џабе и се дуги ноги, кога он направи дупки у водата и се сликава лошо и се бендисуе при тоа вук. И ова е евакуирана. Нешто евакуирана, ова како да ја избркале, како да е на заминување, како да има лош поздрав. А какви се кондурчињата, може да ги видиме? Кондурчињата, не задникот, Никола задникот го замира, глупости. Шубави се кондурчињава, драги гледачи, па поубави не сум видел. Значи катастрофа. На гаќа, исто бркана од дома, со кроп-топ по гаки. А овде, шо овде? Овде 4 другарки ја избркаа од едно место, а вие ја примијали, овие карши вратали се. Сите се 4 модни катастрофи, со се главната модна катастрофа, што е на гаки избегана од дома. А не, она умеѓу време, во време на бегство, во црни ноки, она си се снимила. Ама при тоа, драги гледачи, она е натисната. Она е натисната. Мислев дека ми пукнаа панталоните. Она е натисната и она многу си се бендисува. Напред чак поза и настапи, продолжи далеку во ноките. Значи, ова не е мода. Ова правите сами од себе резил. Не јас од вас, вие сами од себе. И овде шо? Со фармерки со дупки. Значи, каков ти овој дизајн? Се знае скинати фармерки, какви се дрпнати, вакви како моите. А шо е ова, демек, тука има дупка, па поделим уште една дупка. Овде пак, у глава. Па се држи за глава. Кај е едната рука? На глава. Другата рука, шо држи млати некој ташниче бело. Ужас, next. И кај е катастрофа, плюс е во бело, морам да изјавам на Сонја. Ало? Во бело, ја стојам покрај него, мили бело, во бело, кријам солзи испод бело. Катастрофа, една ника, двака. За денеска, модни катастрофи, со мене, Сергеј Варошлија, толку. Чак! Еве ме мене повторно во плакарот на Кека. Се наоѓаме она гола среда јануар. Катастрофа. Како? Јануар не е месец многу за излегување. Освен ако не сте на некој Аспен, на некој Сент Морици, па тама да облакате некој чудесни јалишта. Како да се облечете да ви биде и комотно и да изгледате стилски, а да се осеќате и коузи и фино, и за на работа, и за на кафе. Како да изгледате кул и во јануари, да ви биде топло, да ви биде пријатно, а да бидете сепак стилски дотерани. Што имаме тука? Тисканици, пиканици, џабе го чистеше прошлиот пат плакарот, па натуткала го. Не, тоа нема спас. Што имаме овдека? Имаме секогаш добра варијанта во зимно време, джемпер фустан. Одлично изгледа, одлично стои у секакви варијанти. Можете да го носите на хула-хопки, на тесни фармерки, на чизми, на чевли. Ајде да видиме како ова ќе стои на Кека. Чак! Еве, уште еднашка пресоблечена овака. Ово изглед, сива джемпер хаљина, стегната со соодветен појас. Одлични чизми, кои одговарат апсолутно на секој зимски изглед. И како додаток, ќе ставиме тука имаме едно пончо, од едната страна е црно, одговара и со чизмите, од другата страна е сиво, одговара апсолутно со све. Јас ќе го наметнам за да разбие од црната страна. Ете така, да и биде убавко, да и биде топличко. Ќе го отвориме малку овој сивиот дел. Ете, удобно е, коузи, стоплена е, а е многу шик. Чак! Еве, пресоблечена во зимски аутфит повторно, меѓутоа модерно и кул. Basic. Фармерки. Скинати, дрпнати, оверсайз. Убав, мекан джемпер. Перфектен капут. Тие што знаат што е овој капут. И имаме соодветни
чевли на истата комбинација. Многу джело изглед кој ви го препорачувам сите да го изведете у каква и да е варијанта. Да видиме што можеме да направиме следно за оваа зима. Предлог. Абе, зошто сега, барем, драги гледачи, барем, ако ништо друго, вратене у нормала, не е како, што беше, како, што не треба, не ја пипкај, не ја тискај, па што ја дрпаш? Убаво ти се допаѓа? Убаво е дотерана. Добре, а јас ќе објаснам како е дотерана, а ти тргни се тука. Еве ја, дотерана, одлична. Ово Никола ја дрпне и го размести капотот. Ги имаме истите фармерки од претходно. Ставивме off-white ролка. Off-white е кога е бело, а не е бело. Кога е беж, а не е беж. Светло беж или off-white ролка, фармерките. Добар зимски капут со одлични чевли. Ќе ви биде комотно, ќе изгледате модерно, можете, ако ви е ладно на колената, можете да се облечете доздола и хеланки нормално. Можете да искомбинирате со било каков тип на торба или аксесоар како и шешир. Во денешното издание, во плакарот на Кека, од мене толку. Добро дојдовте во делот Праша го Сергеј Q&A, каде што одговарам на вашите прашања што ми ги поставувате на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Ренвенди. Да видиме што прашања имаме за денес. Па првото прашање, дали применувам јога? Сум ја применувал, мислам дека е исклучително добро да ја практицирате јогата, да ја вежбате, да ја како и да е. Закржлавен сум, последниве неколку години не го правам тоа, меѓутоа добра идеја, ќе почнем да го правам, а сега и ќе пробам да се истегнам малце подоцна. Следно прашање, каква фризура стои на женска спортска гардероба, например со дуксер, испеглана или собрана? На дуксер стои секаква коса што не е пренаправена. Што мислам под пренаправена коса? Значи не смеете да имате пунџа со сарми, може да имате пунџиче како Дженифер Лопес или Викторија Бекам, лабаво врзано. Можете да имате испеглана коса доколку ви е природна, не дека за дукс треба посебно да ја пеглате. Ако ви е природно виткана, исто така може да фатите репче, плетенка, се што е една casual варијанта, а се што е од фризури пренаправено, локни никако, таласи, валови, тоа никако. All natural. Која е најтренд боја на коса? Што мислиш за црна и бордо коса? Сите бои на коси се апсолутно у тренд. Кога мислам на сите, дури и нереалните бои на коси, какви што се пастелно розевите, циклама нијансите, сините, пурпурните, виолетовите, зелените, блондинките, од пероксидно плави до природно шатирани, костенливи нијанси. Кога сме кај црната, јас сум многу сензитивен на таа тема. Се имам признесам, не икам црни косишта. Природно црна коса, морате да ме разберете, природно црна коса е една боја, ако косата ви е природно црна. Ако косата ви е катран фарба на црна, гавран фарба на црна, како во Никола што се појавува у црно, да те извади од памет, тогаш таа коса изгледа лошо, поготово ако е долга. Црно фарба на коса, по мене, треба да е максимум должина до овдека, француски паш, со шишки или без шишки, рамна, дури ретко, некогаш може да биде и елегантно таласеста. Значи, црната фарба, нешто што ве прави да изгледате постари, нешто што ве прави да изгледате уморни, нешто што ве прави да изгледате next. За да се добие сива боја на коса, треба ли претходно да се избланшира? Што ќе ти е сива боја на коса? Зашто сакаш да имаш сива боја на коса? Зашто сакаш да изгледаш како баба? Зашто сакаш да изгледаш постара? Освен ако не е прашањето од постара особа, кој што е во фаза на некакво седење,
седење, белење на косата, па да сака. Ако сте помлади и сакате да имате сива боја на коса, апсолутно мора претходно да се избланширате. Мора, другачие не може. Кој да ви кажува дека може, ве лаже некоја чешларка. Next! Зошто не оценуваш јавните личности, како например GP или Лазаров? И GP е оценет 100 пати, а за Лазаров па да не збориме. Next! Многу ме интересира колку години имаш и плиз поздрав во видеото. Кажав во една претходна емисија, поздрав до тебе, имам 47 години. Женски парфем, кој the best? Многу тешко и сензитивно прашање. Парфемот е интимна и лична работа. Кај парфемите не оди варијантата му се свига на Сергеј или му се свига на Никола, или му се свига на Били, или се свига на Джени, па да ти го препорача, мистер. Парфемот е интимна и лична работа. Зависи од типот на кожа, зависи од pH вредноста на кожата, зависи од тоа што се храниш, како се храниш, колку вода пиеш, природниот мирис на кожата, како ја негуваш кожата. Заради тоа што одреден тип на парфем кај едни може да мириса фантастично, истиот парфем кај други може да биде катастрофа, да мириса тешко, кисело, како и да е. Мој предлог, вака не се дава препорака за парфем. Појди во било која парфемерија, каде што има стручен, љубезен персонал кој ги познава парфемите, поразговарај, кажи кои ноти ти се допаѓаат, кои парфеми ти се допаѓаат. Така ќе добиеш вистински совет од стручно лице, бидејќи јас не те познавам. Со мене во денешното издание Sergej Reinvented толку. Се гледаме за 7 дена.